Добро вечер од студиото на Скок. Еве сме со вас и вечерва роденденски да кажеме. Поводот за нашата вечерашна емисија е нашиот бивши прв селектор на репрезентацијата на Македонија Андон Дончевски, или како што во многумина милуваме меѓу тие и јас да го кажам, Чичко Дончо. Слави 89 години, нека ти е среќен роденден од Чичко Дончо, да си ни жив и здрав, да ни доаѓаш почесто од Австралија во Македонија, сакаме да те гледаме. Честитки од мене, со искрени желби, среќен 89-ти рогоден. Денеска е 19 ноември 2024 година, датум кога е роден селекторот Андон Дончевски, популарниот Дончо. Искрени желби за добро здравје, радост во фамилијата, среќа и добри поминати мигови со внуците во Австралија. Така е, среќа роден Чичко Дончо. Вечерва ти подготвуваме едно изненадување, да те вратиме многу години наназад. Знаеме дека не следиш, знаеме дека не гледаш, имаме комуникација. Ќе те подсетиме на далечната која година? Да 1995 година. На далечната 95 година, каде што во неделникот Скок осамнува еден текст после надпреварот со Кипар, до реми со кинески ѕид, така е насловот. Зборуваме за надпреварот Кипар Македонија. Раскажи ни приказката. Има интересна приказка, значи, каде што Чичко Дончо успева да излезе од тој неговиот колосек, или каде што за Чичко Дончо зборува и неговиот карактер, тој убав темперамент. Позитивен во секој случај. Позитивен, меѓутоа, ама кавгаџиски. Раскажи, кавгаџиски, тоа сакам да кажам. Прво, за помладите љубители на фудбалот зборуваме за првиот квалификационен циклус по самостојувањето на Македонија фудбалски по нашиот прием во УЕФА и во ФИФА. Квалификации за Европско првенство 1996 година. Во тој прв квалификационен циклус Андон Дончевски ја водеше нашата репрезентација успешно и резултатски, и со игрите, и достоинствено наше деви на таа европска фудбалска сцена. Меѓутоа, аспирациите, амбициите, желбите на сите нас понесени од тие емоции беа понекогаш и преголеми. Тука се ставам и јас со моето новинарско перо и со неделниот спортски магазин Скок, кога после гостувањето на Кипар и нерешениот резултат 1:1, разочарувачки за нас, излезе ова фронтален напад на тактиката која Андон Дончевски ја демонстрираше на ова гостување. Значи ти реагираш со дореми, со кинески ѕид, со овој текст, реагираш на тактиката која што има Чичко Дончо, затоа што играте 1:1. Македонија изигрува 1:1, а треба да победи очекувањето. Значи одевме со авионот на Падер Македонија, со лавче на авионското опавче од позади, со македонско знаме развиорено, односите геостратешки, политички не беа баш најсјајни во тој момент, не сакам да го елаборирам тоа, полни со емоции, и одиме да победиме на Кипар. Кипар е победен, знаеме на кои два дела. Имаме репрезентација. Имаме репрезентација, еве го составот стои овде. Каде се? Ајде да ги прочитаме, за да видиме стварно каков тим сме имале. Еве ги тука. Ќе ми дозволиш? Има сол, да. Кипар Македонија, тоа се младите 3:2. Значи збориме Кипар Македонија 1:1, игра и младите репрезентации до 21 година. Ќе се задржам само на нашиот состав, значи 15.000 гледачи. Делегат Ваќе раз не е интересно. Еве го Македонија, составот: Целевски осмица, Борче Јовановски осмица, Караджов осмица, Марковски осмица, Николовски седмица, Зоран Јовановски осмица. Ова се сите одбрамени играчи кои издржаа да не примиме гол. Веселиновски седмица, Савевски седмица, Мемет Неџмедин Мемеви седмица, Кирик седмица, Серафимовски седмица. Од 78 минута влегол Раде Карамфиловски. Од 82 минута Христов го замелил Веселиновски. Играч на надпреварот Борче Јовановски Македонија. Сами оценете го. Да, само да те исправам, рече, овие се виновни што не сме примиле гол, ние сме примиле еден гол. Добро, што не примивме уште еден. А напаѓачите се виновни што не дадоа. Што не се настрана, шегата настрана, повраќањето во Скопје, нормално влегување во старите простории на фудбалскиот сојуз на Македонија, тогаш на 8 ударна бригада без број, од центарот на Скопје, блиско до площадот. Една група на луѓе од туристичката агенција Гуливер Милс беа присутни сите, беа присутни тренерите, администрацијата. Кажи го, главното кажи ми го. И настанува една вербална расправија меѓу мене и селекторот Андон Дончевски, каде што поради текстот објава. Поради текстот. Кинески ѕид. Исклучува поради текстот. Нешто почнува во стил:
Ти, мали Доргутов, дали воопшто некојаш си играл фудбал, дали разбираш од фудбал? Ама лут, Дончо лут. Мислам вика, тргнува вака. Онака, јако, темпераментно. Абе убаво. Ја малку збунет, меѓутоа шерец сум бил, никогаш не сум се плашал. Кажам, а чувствувајќи близина спрема него, викам, ај сега ти ќе ми кажеш ја дали фудбал сум играл. Јако сум играл фудбал, ти си бил нешто дедо. Нешто така му рекол. И сега, ти ли мене ќе ми критикуваш? Викам, јас сум напишал како сум го бил над превора. Тоа е затоа што бункер играме. Дончо, нашиот селектор, мислам дека малку се изгуби и направи еден гест недоличен на селекторот. Дури некогаш и ние така правиме, се фати за меѓу ножите и вика, ќе ми се фатите, посебно ти пишувајте што сакате, јас сум ти си селектор. Јас се налутив, се збунив, подстрвенев, другите реагираа, мислам му вратив вербално. Срамота демек. Настана на непријатна ситуација, ништо се поздравивме и се отидовме. Што се поздрави? Се поздрави. Не, пријатно. Да не ми доаѓаш веќе во Сојузот, викам Сојузот не е твој на сите нас, е така нешто. Ама тоа беше до некаде, освен гестот знаеш дека тоа доаѓа некако личи тоа некако на Чкодончо, не вулгарноста, него темпераментот и карактерот кој што Чкодончо го има. А сега да ти кажам што следеше уште поинтересно после тоа. Ај кратка пауза само. Кратка пауза. Ова е добра приказна. Ајде джингл. Може. Слушнавме еден мал дел од приказката за Чкодончо после насловот во неделникот Скок до Реми со кинески ѕид и ајде да го кажам и јас, тој недоличен гест на Чкодончо, меѓутоа личи на неговиот карактер кога е полн со емоции. Што следуваше после тоа, Доргутов? Ништо, одам јас онака помалку збунет. Бидејќи пријатели веќе. Во редакција се враќаш. Во редакција се враќам. Ја го кажувам настанот онака малку луд. На лав. Мирослав Нуновски лав беше главен одговорен уредник. Тука беше Милорад Стојменски, мислам Мишел, Бошко Трпевски, така бевме. Не беше растурена таа првата редакција, Ѓорги Стојменски. А раскажуваш што се случува? Да. И да скратам, не се излегува редакцијски коментар со наслов Селектор или Уличар за 7 дена. Редакцијски коментар, значи прераскажан од мојата случка, меѓутоа тука нешто као дел од оваа редакција на Скок да му го бере на Дончо у стилот дека стално нешто он знаеше фудбал повеќе од нас, а стварно знаел се далеко не знам. И тој коментар предизвика уште поголем гнев, лутење и со право кај него и односите некако, сега зборувам за личните односи меѓу мене и него се заладија. Интересно беше тоа. Се заладија и да бидам искрен од ова кога излага ова ќе го видите Селектор или Уличар кога излага, да? Еве го на втора страница. Да, ова плавото. Редакцијски коментар. И односите се заладија. Уличарот од Штипското Тополско мало. Изречени од Дончевски, така пишува. Вика, за штипските ова е делот текстот. Вика, негде пред крајот, вика, за штипските шпиони кои ги предале македонските народни херои и за, ова е во навод, и за, во навод, Уличарот од Штипското Тополско мало, изречени од Дончевски, како директна навреда не само на новинарска професионална така, туку и личниот интегритет на леле. Ама ова беше жестоко коментар, стоеше целата редакција за тоа и релевантно. Вика, знаејќи го неговиот морам да знаејќи го, века, скратувам сега, знаејќи го неговиот речник, уште појасно е зошто беше уличарски, некултурен и крајно навредлив. Единствено е нејасно како може Македонија да има таков фудбалски селектор. Не. Така пишува? Добро, пишува, ама целата работа се нивелираше многу брзо, отприлика. Многу брзо за 2-3 месеци. Брзо. Навистина, Дончо беше, искрено, Дончо беше... Можеш да се сетиш после тоа дали имаше брзо надпревар некој па да се сетне? Не, беше тоа при крај циклусот заврши и почнуваше Европското првенство, беше стрекна околност. Мислам дека беше и последен надпревар. Мислам дека беше последен. Тој среќа се заврши. Дончо беше прво симпатичен селектор кај рајата кај публиката. Значи Мијалчо Доргутов колку и да се скара со него, секогаш
првичниот печаток е на другата страна. Ти си крив. Не е без да Дончо. знаат, Не е без да Дончо знаат крив. што се случило. За разлика од Ја- сега, ја го колку и да е прифатив. добар Милевски него. Ја го прифатив тоа и многу го сакав него и го почитав, оти има и штипска крв во него. Ќе кажеме два момента кои се исклучиво важни за него. Дончо е прекрасен фудбалер бил, исклучително добар фудбалер, дори не знам дали беше толку добар како селектор, како фудбалер. Колку ше бил. Многу добар. Така, татко ми има кажувам. И не се настанува на Кавга, работата стигнува до влијателни личности, уставни суди од Штип, од Скопје, началници, Ми го тропкаш. пратеници, од двете страни сега, нешто ние лути двајцева да се смириме. До толку стига Да таму стигна. И ја нешто не попуштам, не дека не сакам, ама знаеш, држа малку. Дончо не сака да чуе и он нешто навреден. И на крај доаѓа понуда од Дончевски за заеднички ручек во кафеаната Балканика, блиско до Александар Палас, ја држа тогаш. Дули Коки, мислам дека. Да, Јас сум Балканика сигурен. Дули Коки отвори така. Национален македонски Да, ресторант. многу. И ми се јавува Слободан Несторовски мајстор, секретар на репрезентација. Човек кој не можеш да го одбиш во тоа време. Значи тоа беа мои многу добри пријатели, и ден денес големи пријатели. Слушај, селекторот те вика на ручек и ја не те прашувам дали ќе дојдеш, дали да ти пуштиме кола, такси да ти платиме и кога ќе Ќе дојдеш. дојдеш сам. Викам, зошто кога ќе дојдам? Ти кога ќе дојдеш и ние тоа ќе дојдеме. Вечерата ручекот е знаеш за Се закажуваме. Закажување не. Ја викам, знаеш што, не знам. Не ми кажува не знам, мајстор ти вика. Колку сат, кажи сат. Викам, добро бе, добро. Ќе дојдам у 2 сата, ајде. Отидов само Балканика, нормално, со службена кола на скок немаше, тоа беше. Беше Часто Божиновски, беше Антон Дончевски, беше Слободан Несторовски На ручекот. на ручекот и мислам дека беа 2-3 репрезентатици од овие подобрите, нешто прослава имаше. Ја и Дончо се изгушкавме, се простивме, се подалавме рака. Среќа роден Дончо Дончо. Среќа роден селекторе. Од ова временска дистанца јас сум бил виновен, да знаеш. Секогаш на повозрастните треба да се има респект и да се попушта. Не, знаеш што ми е интересно после сето ова? На ваква ситуација, кога се имало новинар, уредник седно, спрема селектор или спрема тренер, Ние се каравме со него, секој Да. надпревар. значи тоа Секој надпревар ние му споравме тактика. Зошто игра Бошко, и не тоа игра си Милко. тече, тоа е нормална работа. Гледам оценки, преска читаш осмица, седмица, Наташа, шеста. овие селекторите сега не се научени на таков диалог. Тоа сакав да кажам. Ти кога Малку- ќе му кажеш сега на Благоја Милевски, Бобе, ај сега не го земо ти е послед. Зошто ти игра Миловски центарфор, нека игра полушпиц. Или сите знаеме дека центарфор. Он не сака не да те Ама сослуша и не како само прави. тоа, еве, А гледај. Дончо полемизирал со нас. Така, тоа сакав да речам. Дончо Гледај бил сега голем селектор, да. една ситуација на последниот надпревар случајна, мала дигресија многу кратко. Значи сега Македонија со Фарски острови, одиме да подигнеме акредитација, односно со слушашти со портпаролите од Федерација за подигнување акредитација таму што како ќе биде. И имаме од многу почитувани од Златко од моја страна и од твоја. Значи имаме еден момент каде што така дали меѓу редови, ама и не меѓу редови, директно се кажува, абе мацеви се критиките демек. Дури Остро, може да се остро. доведеме во ситуација, пазите, да не ни дадат акредитација за надпреварот. Не сме се довеле, сакам да само да слушаме. Дури, значи треба да треба да внимаваат новинарите што Така. ќе кажат, затоа што некој ќе се налути за кажаното. Зашто да се налути? Само да те сваќаш? дополнам. Јоко Хаџиевски, Никола Илиевски Џиџи, Драган Канатларовски Цапар, не беа ништо со помал авторитет фудбалски гледан, у целина. Сега зборувам, Мгм. не зборувам поединечно. Аха. Како фудбалска личност. Добро. Сите тие трпеа исти критики. Дончо беше Многу заборави темпераментен. имаше и други селекции. Имаше сега ќе ми извинат, не Да, стигна да. сите да ги кажам, посебно за нашиве зборувам, Аха. не зборувам за странци. Добро. Зборувам за нашиве, да речеме Ѓоре Јовановски. Ѓоре, Никола Џиџи Илиевски Јонус, имаше не знам најголема кој храброст имавме. од сите да трпи критики. И секогаш да излезе и да каже. Не и се, да се вратиме на Дончо. Значи да не ја трпи критиката, вака тета-те, ако се сподели и се каже како Чкодончо, Да, е еден момент. до нас А друг беше момент- мајстор за тоа. Дончо ќе не седнеше сите новинари. Па си ќе ти кажам како ме намести со Дзинго. Со Дзинго како ме намести. Ке ве седне сите новинари да си Дончо кажат ме намести со Дзинго у општ интерес, никогаш нема да му заборавам. Еве, сега му честитам како тоа го направи шеретски, умешно и интелигентно. Никогаш не се лутеше он на критиките, секогаш разговараше со Александар,
Ама Стико, пукнало Сата дека на кинескиот Костовски, зид пукнал. со Милољуб Милодиновиќ Шишко, со Војче Трајковски, со мене. Никогаш, Знаеш, никогаш може би после имаше- толку многу години гледано, неговата реакција тогашна спрема тебе, која што од денешен аспект е смешна и дури симпатична. Не, сакам да речам, била можеби и ради близината. Најверојатно. Некој за да ти се така обрати треба да те чувствува и малку Не близо. сакам да го кажем името на судија на Уставен суд Штипенец, значи добар пријател, викаше: Дончо, тебе колку те сака, ти треба да трчиш да се простиш со него. Ај Така ми раскажи. рече, не го кажувам тоа. Не за Не, тоа. не, не. Ај раскажи за Содзинго како те смири. Ај, како те смири Содзинго? Познато дека продукција, редакција Скок е на Фронтално, нож фронтално со тогашниот Љубисав председател Иванов Дзинго, да. Љубисав Иванов. Вие не разговарате. Дури само една реченица и Дзинго се лутеше фудбалски, мангупски. Никогаш Дзинго не се налути да се закани, да навреди, никогаш. Еве сега го кажам у контекстно. Така. Како биле целокупните односи? Вие И скарани сега- со Дзинго не мора да ни кажеш Па зошто не сме имало скарани, ама ситуации. така на дистанца. Значи критички тонови, текстови. Цела НИП Нова Македонија беше така настроена. Не беше Скок и Мијалчо. Ние бевме, меѓутоа ја не го оправдувам. Како новинар, лично мој став. Како ја води тогаш федерација. Така. И сега се гледаме ние, добар ден, како добре сме. Ај ќе си одиме и Дончо. Организирам ручек за сите спортски новинари со спиење во хотел Силекс да ми дојдете сите. И ја кога тоа вика, не дојдем јас. Ја не дојдем. Ти имаш наредба од мене да дојдеш прв. Ако сакаш со мене ќе одиш со кола до Охрид, и ај сега да те видам, не дојдем. И стана си отиде Дончо. И ја кјутам. Му кажувам на лапна бошка, вика, оди таму, вика се виме. Ќе одам, хотел Силекс. На средба со Дзинго. Тамо Поканава е средба со Дзинго. ручек, свечена вечера. Цела репрезентација, одборно друштво и сите новинари. Сите бевме, не бев јас само ја. Сите од таа И сега, стара гара. како те смирува? И одиме и ми вика, дојди вамо. Викам, шо сега? Дојди тука и мене, дојди, јас те викам. Чичко Дончо. Оу, немаше шанса да го. Добро. И Викам, добро, кажи селекторе, седни тука до мене. Викам, како ја до тебе да седам? Тука до мене ќе седнеш, чест ми е. Јас сега гледам нешто мисли нешто. не ми, а таму седат новинарите на другата маса. Аха. Маса 8 за новинарите, Таско, Циго, Војче, Шишко, сите тука си седат. Ја викам, а шо? Тука ќе седиш. Викам, а вака право друга страна? Председателот ќе седи таму. Викам, не знај го пред. Ја вака да станам, он ме влече за ногата. Не можеш да го одбиеш, Наташа. Седам ја. Ти си седиш до Седам, Дончо, дечко доаѓа Дончо. Дзинго. Столот празен, еден стол празен, другите сите седат. И доаѓа председателот на Фудбалски сојуз на Македонија. Добро вечер на сите. До столот седна. Добро вечер, селектор. Добро вечер, новина. Ја кјутам, Дзинго беше авторитет, без оглед на се. Љубисав Иванов Дзинго беше авторитет генерално у стопанството, индустријата, у политиката. Не толку у фудбал. Фудбал. Сега, И сега седиме. Чекај, најинтересното не се тоа кажа. ајде, да, И чекам. сега не служат сите. И ја, знаеш, не сум кажал пиво, ја пиво печал, Дончо ме клоса доле. Донесете едно црно вино за новинар. Ја, се. Не ми се раѓа. Шш, Не смеш да си Ја, нарочиш добро. пиво, Дончо вика вино. Какво пиво вино? Дзингот пие вино, председателот. И сите треба пиете Дончо вино. пие вино? Не, сите. Натаму си пие кој што сака. А тука тие кај Дзинго си Дзинго седеше карши мене. И он ако пие вино. Па не може секи. И ти пиеше И вино. вино пие. Црно, црно вино пие, наздравивме. Ни ги стопли односите, шегата на страна. Тоа беше добро за репрезентацијата. Беше добро за атмосферата. Беше добро за целиот тој национален тип. Иако низ пишувањата нешто не се многу подобри, искрено да бидам, пак имавме критики, федерација, пари, трошење, услови. Иако, уште ова ќе го кажам, секогаш имаше место во авионот за спортските новинари, во чартер летот, меѓутоа сите други трошици сами си ги плаќаат. Чи хотел, спиење, јадење, локален транспорт, тоа беше се наш трошок на редакциите. А Дзинго не носеше авионот, немаше шанса на сите критики, на сите капги, имаше место за сите спортски новинари во чартер летот заедно со репрезентациите. Тоаш две репрезентации оде, и млада и ја. Види, тоа треба, дигресија надвор од темава, тоа треба да биде практика.
на сите федерации спортски во нашава држава. Еве сега имаме европско првенство во ракби. Наташа, тоа Дончо Овој- што го правеше со тој штимок, извините прекинав. Дончо како умееше со Часлав Божиновски и Стојан Тренчевски беше тогаш За Часлав Божиновски ќе имаме една специјална емисија која што јас ќе ја раскажам приказката моја за Часлав Божиновски. Таа атмосфера да ме извинат сите подоцна кои били и селектори, и членови на управен одбор, и генерални секретари, го заборев Илија Атанасовски Ико, популарниот генерален секретар, Бог да му душа прости, со сите негови недоследности беше голем работник, значи тркач, работеше, оперативец, неуморен оперативец. И се правеше атмосфера, значи имаше постојано расправи и кавги, дресови, играње, неиграње, слабо, лошо. Треба да ја победиме Шпанија, бе, како ќе ја победиме Шпанија? Ние мора да ја победиме, бе, како Шпанија ќе ја победиме? Како може? Ајде, сега пример земам. Данска 1-1 изигравме. Ќе ја победиме у Копенхаген. Едва 1-0 не победија. Излезе Дончо, селекторе, дали ќе се сетиш? Излегуваш и ни викаш, дојте да ви давам изјава. Дали гледате како се радуваат бракета Лаудруп? Игра Михаел и ајде ми избега другиот. Двајца Лаудруп за Реал Мадрид игра. Да, имене. Вика како да го победиле Бразил, а не Македонија. Едва 1-0 не тепа. Тамо да не сгрешеше Илчо нешто. Бре Илчо, бре. Илија Најдовски играше тогаш. Еден мал кикс нешто направивме, 1-0 не тепа. Не, во секој Атмосфера случај, имаше. во секој Дончо беше случај цар за тоа. и оние кои што него паметат Чичко Дончо од времето Цар, кога цар. беше селектор, значи оние помладите кои што денеска му се радуваат кога ќе го видат, особено на надпреварите на Вардар, кога Чичко Дончо во неколку наврати овие 2-3 години доаѓа и постојано да. ги оди да ги Ги поздрави. испочитува да ги навивачите гледа, и Вардар така е. на праварите. Тоа е Значи, голема доблест. Така, значи Дончо јас го паметам како селектор, велам тие помладите што не го паметат, секогаш имал некоја аура околу него која што привлекувала. Разбираш, привлекувала, таква му била, звездата му е таква, привлекува. Он денеска на 89 години, он е магнет, привлекува. Ајде джингл па да ти кажам уште една работа за него. Ајде. Андон Дончевски е неисцрпна тема, Дургутов, за разговор. Можеме да зборуваме 5 сати за него и да не дозборуваме што све сте поминувале заедно. Значи, од репрезентација, од други ситуации, значи многу фудбалски часови поминати со него. Имаш и еден факт, да го речам, да го споделиш. Да. Значи, колку бил неговиот карактер и како фудбалер, Така е. се истакнувал или одскокнувал во однос на другите, не само како Апсолутно. селектор. Андон Дончевски или нашиот Дончо Национале е роден истата година кој татко ми, 1935 година. И Дончо го се познаваше со татко ми како голман на фудбалски клуб Брегалница. Бидејќи играле. Чекај сега, он е роден во Штип или во Кавадарци, кај е роден? Во Штип. Он е мешавина меѓу Штип и Кавадарци по татко и по мајка. Аха. Тоа е источна крв, ирелевантно Добро, кој е како ама е. роден? Штип е негов град. Така мене ми кажувала. Добро. Така он се чувствува и има една изворена ситуација која ретко се гледа во светски спортски фудбалски кулари. Значи игра Андон Дончевски во Штип против Брегалница за Вардар. Надпревар. Официјален надпревар, првенствен надпревар. Вардар јак, Брегалница горе доле добра. Само дигресија, он игра за Вардар и Чичко Дончо е фудбалерот кој што има постигнато најмногу голови за Вардар. Нема некој што има повеќе? Андон Имаш Дончевски информација? има одиграно 305 надпревари за Вардар, имаат од него повеќе одиграно, многумина надпревари, меѓутоа Голови? 217 голови. Тоа е официјален податок од Википедија, од книгите кои ги имам за Вардар, од официјална документација. Има дадено. Убедливо најдобар стрелец на сите времења на Вардар. После него колку разлика има, например, многу? Вториот. Не сум проверил, ама Донац знаеше да каже: Другутов, не ми збори за твојот пријател Панчев. Како Панчев, ја колку голови имам дадено за Вардар, Дарко уште 2 пати да се роди за Вардар, не може толку голови да дадат за Вардар. За Вардар збори. Мислам у шега да, го добро, кажуваше за Дарко. мала дигресија, само играат Брегалница Вардар? Дончо, шпиц центарфор голгатер, голем фудбалер, татко ми викаше: синко, не знаеш како играше, вика. Луд беше, вика. Луд да играш. Значи не можеш да го чуваш. И он ми го кажуваше татко ми, ама не сум го гледал, бидејќи сум бил мал. Не сум имал можност татко ти да го гледам. голман, овој голгетел, шпиц. Дали шпиц, татко сигурно. ми бранел тогаш или не се Добро, сеќавам. важно. Важно е, бил Пренесено пресетен во- на така, утакмицата. така.
вика Дончевски, вика синко игра, ги дрибла, сол прави. И наеднаш вика ги издрибла, излегува сам вика пред мрежата. Голманот го издрибла, пам. И вика, кој ѓавол му беше шерет, вика. Ја намести топката на гол линијата, клекна, вика, и со газот гол ни даде на брегалница. Леле, вика, се држиме за глава. Цел стадион, вика, за глава се држи. Тоа како понижување, Да. Леле. Неговите штипјани почнуваат да му свират. Значи, он има роднини таму од прво колено. И татко ми вика, Не размислувал му. тоа што го направи, вика, беше, вика, ма какви Шикуларас, вика, какви Драган Џајич, какви Роналдо, вика, ми збориш, вика, како Дончо, вика, тоа го напад. Тоа е на луда работа од на Дончевски, за која он си има покајано. Мене ми ме кажува. Не ме подсеќај на тоа, ке те утепам, Не, така нема да дошло, да. Не ме подсеќај на тоа, Чичко Дончо, извини што го спомнавме и ова, но сето Да. тоа е веќе ни шега и ни смеа. Тоа е доблест, тоа е врлина, Така, тоа е не, умешност. тоа е карактерот него. И Значи, него- и фудбалер, дриблер, Да, голгетер фудбалер. Не, мојаветот ми е него му доаѓа да го направи тоа во моментот и после не размислувајќи за последиците. Не Абе, размислувај. какви последици го караат и на крај му простуваат, што ќе го прават? Да. Он толку добар бил. Така. Што да не го касне Варда да не игра. Нема кој гол да даде ако не игра. Така. Тоа е. Другото да одјавуваме оваа емисија, тоа беше приказната за нашиот Чичко Дончо, како го кажуваш ти, Дончо Национале. Донас национален. Дончо Национале. Дончо селекторот. Среќа роден ден уште еднаш Чичко Дончо. Среќен роден селектор и од мене, од нас, од продукција Скок. Биди ни жив и здрав. Те чекаме за скоро да те видиме повторно овдека во нашата ни убава Македонија. Поздрав. Бидете ни живи и здрави, доколку ви се допаѓаат ваквите наши приказни и сакате да продуцираме, имаме многу приказни за продуцирање. Кликнете еден лайк, кликнете еден сабскрајб. Се гледаме во следната емисија. Довидување.